Добре дојде во студио за Радмила Шеќеринска, заменик председателка на СДСМ. Господинот Заев, лидерот на СДСМ, најави веќе неколку потези кои ќе ги преземе СДСМ. И еден од нив за кој се говори, но јавно сепак не беше официјално соопштен, се протести. Може ли да ни кажете кој е планот на СДСМ? Се уште договараме кој би бил вистинскиот чекор кој треба да се превземе во следните неколку дена. Околу апсењето на Шиповиќ не дообјаснив. Мислам дека главната политичка порака ја испративме од моментот кога беше обелоденето дека општина Центар се превзема по насилен пат. Знаете како, факт е дека она што се случува во општина Центар не треба да ни изненади. И факт е дека ова само врв на притисоците кои во континуитет од третиот изборен круг се превземаат кон општината. Значи, општина Центар се претвори во символ за тоа дека ВМРО ДПМН и кога ќе ги изгуби изборите не сака да ја предаде власта. И обидот сега да се превземе мнозинството во Советот преку апсење на Шиповиќ е само 7-миот или 8-миот чекор во таа насока. Значи, прво, власта се обиде да ја задржи општината во своји раце во моментот кога инсистираше на трет круг. Знаете што се случуваше и во првиот и во вториот круг. Кога тоа не успеа, ги активира и гласачите од пустец. Кога и тоа не успева, ги затвара и ги заклучуваа лифтовите во центарските згради. И дури кога мислевме дека сето тоа заврши, и дека ќе треба да ја дигнат белото знаме, дека еве во општина Центар победила опозицијата, тие всушност само преминаа на план Б. Целта беше општина Центар да се блокира од она што Жирновски и опозицијата најавија дека ќе го прават. А тоа е да се ревидира проектот Скопје 2014 и да се прегледаат криминалните урбанистички планови кои ги донесе Тодоровиќ од ВМРО ДПМН во изминатиот период. Сето ова што се случува сега е само во обид да се спречат овие две работи. 25 инспекции беа испратени во општината Центар. Жирновски е единствениот градоначалник кој требаше да плати 10.000 евра казна административна. На два пати на агенциите за времени вработување им беа одземани лиценците за да не може никој да се вработи по тој основ во општината. Општината Центар и се одземаат ингеренции во паркирањето. И секоја недела практично ние имаме нов потез на власта со која што се стега обрачот околу општината Центар. Комплетно незаконски, комплетно вонинституционално. Мислам дека она што го правеа како операција ВМРО ДПМН во изминативе 6 месеци е со притисоци и со корупција да го прекројат мнозинството во Центар. И се зборуваше кој смисол? Да купат еден од советниците како што тоа го направија во 2009. Значи во 2009 опозицијата и СДСМ добија мнозинство во Советот. Со корупција ВМРО ДПМН успеа да ја превземе. Колку ќе купат сега? 6 месеци се трудеа да најдат некој за купување. И почнаа и во јавноста да лиферуваат информации дека има некој советник кој е продаден. Тоа беше насочено како притисок кон СДСМ и кон советниците. Блефот не им успеа. Кога видоа дека не можат да ги купат, решија сега дека ќе треба да ги притвараат. И токму поради тоа неодбранливо е да се каже дека знаете случајот Шиповиќ е само правна држава, обвинителство нашло криминал и сега бара се во рацете на судството, а нема никаква врска политиката. Луѓето не се наивни. Да се случуваше се ова пред 6 месеци, можеби голем дел од јавноста ќе речеше сите ние сме граѓани, одговорни сме за тоа што сме го работеле, еднакви сме. Може некој да оди во притвор, може некој да биде оптужен, може некој да биде и казнет. Но зошто сега? Меѓутоа, 6 месеци после оваа серија на чекори, станува јасно дека политиката ја води операцијата. Добро, на што ќе стори СДСМ? Заев вели, нема да дозволи СДСМ институционално да се врши ваков притисок од страна ВМРО и врз Груевски. Што значи тоа? На кој начин има да дозволите? Значи, ние веќе најавивме неколку политички потези. Прво го замрзнавме нашето учество во работната група која што функционира во собранието за препораките околу пост Црниот понеделник. Нашите градоначалници ќе го замрзнат нивното учество во ЗЕЛС. Ги ставаме сите овие работи практично во мирување како шанса Македонија
да не претрпи политичка штета, бидејќи ние сме одговорна партија за разлика од власта, меѓутоа од друга страна да ја испратиме пораката дека општина Центар е општина која што припаѓа на низините граѓани и тие одлучуваат кој ќе ја носи одговорноста и општината. Општина Центар не е полигон само на дивење на ВМРО ДПМН. Ние ќе се потрудиме низ ваквите инструменти да покажеме и да направиме политички притисок власта да се откаже од ова сценарио. Верувате ли дека ќе се откаже? Видете, оваа власт по многу нешта изгледа непресметливо. Меѓутоа, наша обврска е како опозиција е нешто да работиме во таа насока. Да алармирате јавноста. Таа тема нема да исчезне преку ноќ. Во Македонија станавме рекордери по бројот на денови по кој еден новинар е во притвор. Значи, кога се испраќа пораката Шиповиќ треба да оди во притвор. Сите ние го имаме во наше сеќавање и во нашата глава случајот со Кежаровски. Колку веќе над 120 дена е во притвор. Да. Што е злоупотреба на законските одредби. И алармира и меѓународната заедница. Имаме последна изјава од ЛАРУ специјално за Нова Сашка Цветковска да изјава дека мора да биде акцентот кој ние го ставаме, без разлика на тоа ВМРО ДПМН како ги напаѓа. Не може во Македонија мерката притвор да се притвори во казна. Но не ви треба судот. Беџити вчера имаше изјава за Радио Слободна Европа, вели пречесто, да, не е мерката притвор. Може би не е пречесто. Но доволно често за... Не, прво доволно често и доволно селективно. Значи, дури изборовите на министерот потврдуваат што се случува на Македонија. А тоа е дека ако не сте закана за власта или ако сте некој близок до власта, тогаш притворот не е инструмент кој се користи. Ама ако не дај Боже истапнете на жулј на власта, тогаш вас не треба суд да ве осуди, доволно ќе биде да ви пресуди судот на партијата. Ќе ве стават во притвор, а после тоа Господ знае кога ќе излезете. Тој тип на инструменти е недозволиво во демократска држава да се користи. Зошто ДУИ го дозволува тоа? Ако се велат дека и Еве Ахмети има неколку турнеи за Европската унија, за НАТО интегрирањето, вели дека сака да европеизира и Македонија. Тоа прашање мислам дека е најдобро да им го поставите на луѓето од ДУИ. Имате ли објаснување? Не би поставувала што е, меѓутоа дефинитивно е контрапродуктивно. Значи денеска Македонија, кога за неа се дебатира во европски кругови, се поретко се спомнува проблемот со името. Се повеќе се дискутира за сериозните проблеми во кои е западната Македонија, паѓање на сите листи на слобода на медиуми, губење на слободата за искажување, политички притисок, пресуди или притвори кои што се злоупотребуваат во политички цели, и тоа е една слика која што воопшто не личи на демократска држава. Да не ја забораваме и истрагата за Никола Младенов, за која релевантни медиумски организации велеа дека не се задоволни, дури и ЛАРУ ги повика властите посериозно да. Затоа велам, да беше еден од овие случаи, само еден да се случуваше во Македонија, ќе требаше да бидеме доволно критични. Меѓутоа, кога сите се случуваат одеднаш, тоа покажува само дека сомнежот е повеќе од неопходен. Значи, погледнете во општина Центар кога ова се случува. Постојат две најави кои беа јавно обелоденети. Првата најава е дека доаѓа втората ревизија на Скопје 2014. Сите знаеме дека на Виделина ќе излезат дополнителни документи за криминалот и корупцијата поврзани со овој проект. Се најави дека општината повторно ќе ги разгледа некои од урбанистичките планови кои беа криминално донесени. Што сака всушност сега власта? Да не дискутираме на тие теми. Денеска власта по секоја цена сака да избегне да излеземе во центарот на Скопје и зграда по зграда. Да одиме и да видиме кој колку пари спечалил со тоа што во 4 часот наутро некој менуваше урбанистички планови. И тука, верувајте, Скопје 2014 дури им е алиби. Најголемиот дел од криминалните бизниси не лежат кај спомениците. Најголемиот криминал е и во голем број на бизнис објекти кои како вашите соседи преку ноќ од катна гаража станаа трговски центри. И сега општината Центар во нормални околности би се занимавала и со овие работи. Како да ја спречиш? Блокираја работата на Советот. Јас сум убедена дека целта на ВМРО ДПМН не е тие да имаат мнозинство. Не им треба, имаат мнозинство сегден из државата. Доволно им е да ја блокираат општината да не може да сработи ништо. Жерновски да не може да донесе нов буџет, да не може да направи ребаланс на буџетот, да не може да ги смени урбанистичките планови
И во тој случај тие би биле мирни. Темата мора да се промени од криминал во центар, криминал во некој таму фирми. И Шиповиќ во таа смисла е нивната калкулирана штета. Ќе ни фрлат прав во очите, сите ќе се занимаваат со таа тема. Многу бевме прецизни. Притворот не смее да биде инструмент за казна. Нека, има други инструменти кога законот вели дека треба да може да се пропише притвор. Прво, ако постои опасност дека ќе се влие на сведок или ќе побегне. Да. Значи Шиповиќ се враќа во државата. Ако сакал да бега, немал да се врати во Македонија. Второ, се вели дека притворот се препишува таму кога може да влие на некој од сведоците. Власта тврди дека има само документи, не вели дека има сведоци. Значи и тоа е невозможно. Трето, во самата фирма не е возможно повторување на тие дела кои власта вели дека се направени. Значи апсолутно нема никаков основ за притвор. И никој дури не чувствува потреба да одбрани зошто владата бара притвор. Ние рековме треба да се постават, да се дадат хипотеки, да се даде гаранција. Сите ние сме спремни затоа што веруваме дека нема да исчезне Шиповиќ преку ноќ. Сите сме спремни да гарантирате за него. Тој може да се брани од слобода. Треба да имаме фер судења и треба да имаме фер постапка. Ама не општината Центар да остане со врзани раце 6 месеци како што тие сакаат да направат. Да. Во пресконференцијата денешна Илија Димовски вели дека во СДСМ влада е се уште Бранко Црвенковски заради тоа што бара СДСМ да се, односно ВМРО да се меша во одлуките на судот. Не знам дали сериозно да се одговора на овие наводи. Пазете, во Македонија е јасно веќе дека со еден телефонски разговор можеби не се ослободуваат луѓе, ама со еден телефонски разговор се затвараат луѓе. ВМРО ДПМН е веќе 3 месеци тера многу скапа платена кампања за да каже дека Заев бил продолжена рака на Црвенковски или јас и дека се е тоа исто. Затоа го апсеа Шиповиќ, за да тоа го покажат. Во Македонија многу работи ни излегоа вон контрола. Меѓутоа, факт е дека правдата не функционира за сите исто. Јас ќе ви кажам еден пример, да не биде дека зборуваме напамет. Оти ВМРО ДПМН така паушално вели, СДСМ само си ги брани своите. Не. Истиот тип на аргументи ги коментиравме и за Кежаровски. Истиот тип за аргументи ги користевме и за Љубе Бошковски, за Велија Рамковски, за сите. Меѓутоа, сега ќе ви кажам еден спротивен пример. Пред година или година и половина, еден градоначалник на Старо Нагоричане, поддржан од ВМРО ДПМН, на улица уби човек. Го удри со кола и избега. Пазете, избега од местото. Не се ни обиде ни да му помогне и можеби да го спаси. Тој не беше притворен. Јасно беше дека тој избегал од местото, јасно беше дека тој е виновен, ама никој не предложи мерка притвор тогаш. Човекот си го истера градоначалничкиот мандат. Ни притвор, ни затвор виде. Кога му заврши мандатот, ВМРО ДПМН го направи директор на пошта. И сега ВМРО ДПМН ќе ни зборува за тоа дека сите биле еднакви пред правдата. Пред правдата се сите исти, ама пред македонските судови многу има дискриминација. И ние не сакаме тоа да се случува во овој, не знам, флагрантен пример на селективна правда. Значи, општината Центар мора да продолжи да функционира. Без разлика колку им е страф на ВМРО-овците, каква све аргументација за криминал ќе излезе на површина. И ние соопштивме дека нема да молчиме. На сите советници и на сите нас им стигаат закани дека следни сме ние. Во што? Во апсење? Не, некаков начин. Знаете, стравот е инструмент кој они сакаат да го искористат.